Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Најпрво мораме да напоменеме дека денес на дневен ред го имаме предлог на Законот за дополнување на Законот за јавните набавки и всушност во членот 103 после ставот 3 се додава нов став кој што вели вака: по исклучок од ставовите 2 и 3 на овој член, договорниот на класичниот јавен сектор може да предвиди аванс поголем од 20% од вредноста на договорот без обврска за обезбедување банкарска гаранција за авансно плаќање од носителот на набавката во постапките за јавни набавки кои се директно поврзани со справување со пандемии или епидемии на заразни болести. Ние имаме пандемија и епидемија повеќе од година време. Дали не знаевте или не сакавте да знаете, или се правите дека не знаевте, дека може да наидете на вакви проблеми, за кои што сега тврдите дека единствено овој став од овој член е виновен што во Република Македонија немаме набавено ниту една вакцина. Ова ваше постапување докажува дека сте неспособни во однос на перципирање и предвидување на сите постапки кои што треба да ви следуваат во блиска иднина во начинот на набавка на самите вакцини. Како тоа во соседните држави, да не зборуваме за европските држави во светот, овие одредби не беа пречка за набавување на вакцини. Ако знаеме дека согласно нашите определби, нашето законодавство е веќе приближено во голем дел со позитивните законски прописи и на Европската Унија, а секако и на соседството. И сега зборуваме за виновници зошто немало набавено вакцини. Единствен виновник е оваа власт и неспособноста на министрите кои што ја водат. Додека во другите соседни држави, каде што вакцинацијата е во полнек, се организираат јавни трибини на соодветен начин за тоа дали задолжителното вакцинирање на граѓаните ја повредува Европската конвенција за човекови права, односно дали го повредува членот 8, кај нас се уште се бориме да добиеме, односно да набавиме една вакцина која што самите ќе ја донесеме. Борувате за бројки, односно премиерот излегува со калкулации и бројки дека во одреден период ќе набавиме толку вакцини, во друг период ќе набавиме онолку вакцини, а вие всушност сте немале доставено ниту писмо со намери до сериозните компании кои што ги произведуваат овие вакцини. Немале доставено ниту писмо со намери, а не пак склучени договори. Почитувани колеги, од постапката од доставување на писмо со намери до склучување на соодветни договори е многу по-комплексна од колку што мислите. А вие се фалите дека имате вакцини во момент кога не е доставено писмо со намери. Меѓутоа, кога ќе бидете фатени во офсайд, односно кога после сите овие изјави самите почнавте да ретерирате дека се уште немате склучено договор со оние сериозни компании кои што произведуваат вакцини, почнавте со изјавите од типот на тоа дека досега сте се обиделе со алтернативни патишта и начини, но од сега, цитирам, ќе се постапува по официјален пат. Па каков е тој друг неофицијален пат, почитувани колеги? Почитувана македонска јавност, овој неофицијален пат кој што го зборуват носителите на власта е всушност оној криминалниот каде што се подложни и сакаат да прибават провизии во однос на сите овие набавки, а на штета на сите граѓани на Република Македонија. За да скандалот, во најголем скандал, кога нема набавено ниту една вакцина, излезе вице-премиерот за борба со корупција и криминал со акција за запленување на путер. Се со цел за одмајување на јавноста од вистинските проблеми. Меѓутоа, овие работи не ги цитираме само ние, не ги забележуваме само ние, туку сето ова е нормирано, односно забележено и во извештаите на
Центарот за граѓански комуникации, каде што децидно и јасно со конкретни бројки се нотирани криминалните постапки на сите овие јавни набавки. За оваа цел го сменивте и Законот за јавни набавки, го укинувте Советот за јавните набавки. Зошто? За да си овозможите на легален начин, односно да го озаконите оно незаконско, да можете во 4 очи да ги склучувате сите јавни набавки, кои што впрочем и ви се приоритет на интересирање секогаш во вашето постапување. Имено, самиот центар анализира дека во првото полугодие во 2020 година преку нетранспарентна постапка со преговарање без објавување на оглас се склучени договори во вредност од 11 милиони евра, што е за околу 15% повеќе од истиот период од претходната година. Тоа значи имаме пораст на криминалните тендери, а со тоа докажува дека ниту вие намерата да обезбедите вакцини со овие измени на овој закон, ниту вие намерата да се погрижите за јавното здравје на граѓаните, кое што впрочем ви е и должност. Потоа, во однос на тоа која институција е најзаслужна, да кажем, односно има склучено најмногу такви договори, се знае Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за електронски комуникации, Владата на Република Македонија и на 4-то место Министерството за здравство. Во време на пандемија и епидемија, кога Министерството за здравство треба да ги иницира сите овие измени на законските регулативи, на кои што ќе наиде на проблем, истото се занимава со склучување на тендери во 4 очи, наместо истото на легален начин да може преку измените и дополнувањата кои што би ги доставиле до овде да се процесуираат и да се направи соодветен и легален начин на набавка на вакцините. Меѓутоа, истите на профитерски начин не сакаат веќе повеќе од една година да се изменат овие закони, за да можеме да пристапиме кон масовна вакцинација и справување со овие епидемии и пандемијата која што не демне. Меѓутоа, кога зборуваме за овие измени на законот, мораме да цитираме дека и во самиот закон, односно во овој наведувате дека одредени одредби кои се вообичаени при нормално функционирање на пазарот на јавни набавки во овие околности создаваат потешкотии и неможност за задоволување на потребите. Тоа особено евидентно при набавка на вакцините против COVID-19, при што Република Македонија мора да ги искористи сите можни канали за снабдување, вклучително и директни контакти со производителите. Во овие услови, одредбите кои се предмет на дополнување не можат да се применат и потребно е да се предвиди флексибилност во делот на исплата на аванс, согласно воспоставената практика на производителите на вакцините на глобално ниво. Па зарем после година и половина од почнувањето на епидемијата, вие свативте дека со овие сериозни фирми и производители на вакцини треба сериозно да настапувате. Меѓутоа, сериозни фирми и производители на вакцини не склучуваат договори со несериозни влади, како владата на Република Македонија, начело со премиерот и сите министри кои што ја водат. Ова е единствена причина зошто ние немаме вакцини, зошто истите овие компании не сакат да склучат договор со нашата држава, бидејќи со сите се разговара за профити. Ова го потврди и кинеската компанија која што со различни посредници се посредуваше и сакаше од страна на нашата влада да се дуплираат цените, односно истите да заработат дупла од она што е во нормален свет и во нормалните облигациони односи кои што ги создаваат со другите држави. Меѓутоа, со сите овие пропратни скандали кои што ве следат и реалокација на овие средства од криминалните дејанија кои што ги имате со Гама, со Рекет, истите овие средства да ги алоциравме во соодветен начин и на правилно место, ние досега ќе имавме и
вакцини за секој наш граѓанин и ќе се разговараше дали задолжителноста на вакцината е повреда на членот 8 од Европската конвенција за човекови права или не е. Затоа, уште еднаш ви потенцирам, ниту имате желба, ниту сакате да ги набавите вакцините, а со тоа да замре и пандемијата и епидемијата која се наоѓа во Република Македонија. Ви благодарам.